Зошто Еверест? Еверест е сон на секој еден планинар. Како што е сон секој еден формула тркач да биде шампион, како што е сон секој еден кошаркар да биде Меджик Джонсон или еве сега Никола Јокич. На секој еден планинар сонот е да го искачи Еверест како највисок врв на планетава Земја. Златко е еден обичен граѓанин од нашата држава. Цитираме, кој што работи како доктор, значи професор специјалисум по судска медицина, каде што имам фул работно време. И мојот втор дел од животот, а тоа е моето задоволство, е спортот, каде што доминантно сум се пронашол во планинарењето. Така да, бидејќи мојата работа е стресна работа, ви кажав што ми е професија, јас како детокс на тој мој дневен ритам работен, сум си нашол во спортот и ја мислам дека преку спортот и природата човекот може да постигне најдобар психофизички баланс. Така да, меѓу другото сум и родител на две деца, сега се веќе големи и што се трудам да допринесам за мој личен, семеен, но и општествен напредок. Со кратки црти тоа е Златко. Што те тера да освојуваш најтазен сега Еверест? Може да ни кажеш за некои други поинтересни врвови? Кој е поттикот, каде доаѓа мотивацијата? Па, пред се, значи, со тоа што гледате неверојатни видици, тоа се сцени и моменти што, за жал, многу малку луѓе можат да ги доживеат во живо. Ги доживуваат преку Discovery, National Geographic и така натака. Вториот момент е што сакам да патувам. Третиот момент е што преку тоа моje патување и искачување, не освојување на овие врвови, јас сушност и се забавувам, така, спортувам, но и многу учам за одредени култури, обичаи и така натака. Значи, еден вид интелектуално, но и духовно надградување. Со ова што до сега сум го искачил, а тоа се планини буквално на сите континенти, освен Австралија и Океанија, таму не сум се качувал никогаш. Сум запознал. Има врвов, да, ќе ти кажам и кој. Едноставно сум се издигнал на културно ниво многу повеќе, од проста причина што сум се дружел со инки во Латинска Америка, например. Во Аљаска сум се дружел со ескими. Сега кога бев во Непал, сум запознал прави шерпаси од тој непалски регион. И на тој начин ти гледаш тие како живеат, ја согледаш нивната култура и всушност сите нас не спојува здравјето и среќата, така? Без разлика каде се наоѓаш. И многу важен момент е тој компетитивен дух што го имам во себе, а тоа е дека никој пат не сакам да се задоволам со локалните реалности. Тоа важи за целокупното моje живење и од областа на науката, но исто така еве и во спортот, заради тоа што мислам дека секој пат може човек да направи повеќе од тоа што го прави во нормалниот живот. Нешто што навистина не може да се опише, тоа треба да се доживее, е кога ќе успеете да остварите некоја цел. Сега ќе се фокусирам конкретно на планинарењево. Тогаш
буквално целиот организам функционира во една идеална хармонија. Значи говориме за една психофизичка хармонија кога сите убави хормони циркулираат во вашиот организам и ви едноставно се чувствувате многу среќен, доминантен, пред се заради тоа што сте ја постигнале таа цел, заради тоа што сте се победиле самиот себе. Значи, за секој еден успех во животот треба прво да си работиш на себе, да си ги отстраниш своите недостатоци за да постигнеш целта. Тука, значи, вие се осеќате како комплетен победник на самиот себе и уживате во успехот. Значи, тој исплив на убави хормони е нешто што ве прави зависен и вие ностоп сакате тоа да ви се случува повторно и повторно. Така да можеби тоа најголемиот лајт мотив што па и мене ме тера да продолжам понатаму со овие искачувања на, така да кажам, посветски, по адреналински врвови. Да, сигурно е, верувам дека многу го има почувствувано и јас како спортист, но и моментот кога целосно си присутен во нештото што го правиш, дали тоа на тренинг или на трка или на искачување, на подвиг. Она целосно, кога целото твое битие, тело, се што си ти, се фокусира на активноста која што ја правиш. И тоа верувам дека цело време го бараме тоа чувство сите. Точно, па успешните луѓе во било која област, они живеат во тој животен стил. Всушност се надпреваруваат самите со себе и секој пат кога ќе постигнат поголем чекор од тоа што веќе го имаат, се чувствуваат покорисни и за себе и за општеството, така. Така е, да, сега баш ме наведуваш, нели си поставуваме ние цел и од кога ќе постигнеме, сакаме пак некоја нова и нова и нова и фактички нас, окей, уживаме ние во таа цел, ама повеќе уживаме во процесот, така, во животниот стил. Во животниот стил. Тоа што го правиме. И па тоа е по мене суштината на човечката еволуција. Да не било така, немало да бидеме овде каде што сме денес со целој технолошки развој и кој знае како ќе се движи понатаму, може за следни 10 години ова сега што го правиме со камера ќе биде сосема демодеј, ќе се смееме на оваа технологија денешна, така. Кој знае што ќе биде. Зошто Еверест? Па Еверест е сон на секој еден планинар. Како што е сон секој еден формула тркач да биде шампион, како што е сон секој еден кошаркар да биде Меджик Џонсон или еве сега Никола Јокич или тенисер да биде Никола Џоковиќ, Новак Џоковиќ, на секој еден планинар сонот е да го искачи Еверест како највисок врв на планетава Земја. Не викам дека е најтежок врв, заради тоа што има уште 3-4 други планини кои што се технички потешки за искачување и поризични. Но како највисок врв на светот Еверест е еден голем магнет. Сега да почнете да размислувате се качите на Еверест, тоа не оди од денес за утре. Значи треба навистина да имате поголеми познавања од областа на планинарење, дел алпинизам и да стекнувате искуства постепено искачувајќи се на повисоки врвови. Значи тоа е еден процес што трае со години. Јас на овој проект работам веќе интензивно 10 години и сум започнал прво со искачување на локалните планини, пред се во Македонија, во Балканот, па понатаму апгрейд во Италија, Австрија и во Франција, каде што се качувавме на Алпи. И тука веќе навлегувате во таа вистинска љубов кон алпинизма, заради тоа што ќе се доживее таму, тие глечери, врвови, снег, е нешто што ќе ве магепса од сам почеток. Баш онака идеш чекор по чекор. Чекор по чекор. Значи, јас мислам дека најубаво е школски да се пристапи кон еден ваков проект. Понатаму сум почнал да размислувам за Seven Summits проектот. Тоа се 7-те највисоки врва на секој еден континент. И прво што го качив беше Елбрус, тоа е во Кавказ, Русија, и тој дел припаѓа во Европа и заради тоа се смета за највисок врв во Европа.
каде што тука веќе си над 5000 метри, 5600 и кусур метри Елбрус и го сеќаш оној прав адреналин. Значи од 7-те таму почна. Таму почнав на Елбрус, после направив еден вид на мала дигресија, заради тоа што обично луѓето одат Килиманџаро или Елбрус, па понатаму на Аконкагва. Јас отидов директно на Аконкагва. Тој е близу 7000 во Латинска Америка, кој што врв е многу респектабилен, заради тоа што е еден од најстудените врвови, но исто така е доста захтевен. Па понатаму отидов Килиманџаро. Не треба луѓето да го подценуваат Килиманџаро, ќе речат аве многу луѓе го искачиле, као лесен врв, не е толку ладно, но Килиманџаро може би многу смртоносен, баш заради таа подценетост и многу луѓе таму се под животен ризик, а некои го губат животот заради таа висинска болест. Од Килиманџаро отидов на Ленин. Ленин не е планина од 7-те самити, значи тој се наоѓа на Памирскиот масив во Киргистан, но е, да кажем, еден вид на припрема за Еверест, заради тоа што е 7200 метри и имате добра висинска разлика и е многу долго искачувањето. Значи, буквално е еден вид на мала припрема за Еверест. Подолго е, по се кружи? Па да, долги се дистанците и баш тој последен самит пуш, тоа последно искачување е предолго, трае цел ден и постигнувате голема висинска разлика. Да. А помал се кислород имаш? Тој врв може да се искачи без кислород, конкретно на тој врв бев. Имаш помалку кислород. Помалку кислород имаш, да. И пак има климатизациона програма како да се искачи тој врв. Значи не го качуваме одма, трае пак тоа качување околу 3 недели, најмалку. И после бев на Денали, или Мекинли по-старо, на Аљаска. Тука, значи, челичењето е физичко, од проста причина што со себе носите во континуитет голема тежина, значи околу 60 килограми, без водич, без никаква логистика, самиот тим си е логистика за себе. И после откако ги сам организираш тоа цело? Сам, да, екипата ние што бевме, 8 души бевме, 4 Хрвати беа, јас бев македонец, имаше еден непалец, еден романец и ја направивме таа, да кажам, екипа која што го искачи Денали минатата година и успешно од 8-8, значи сите го искачивме врвот. И по студ може Денали да биде еден вид на компарација со условите во Еверест, со тоа што пак ќе кажам, Еверест како моје последно искуство е нешто најтешко што сум го направил во мојот спортски живот, заради тоа што на Еверест покрај физички, покрај психички напор што го имате, вие имате секојдневен животен ризик кој што не зависи од вас, заради тие временски услови, карактер, релјеф на теренот кој што го поминуваме. И тоа е нешто што се молите само да не се случи некоја несреќа и вие да бидете баш тогаш во тој момент на тоа место. Значи буквално тебе сите овие врвови ти се припрема за Мене ми беа, да, припрема. Ама ти од старт имаш размислено, сакам Еверест, тоа ми е целта или ти дошло Постепено. Не, Еверест за мене бил само, како да кажам, нешто што сум можел да го посакувам, но никој пат не сум помислувал дека ќе го искачам. Но со тек на времето, како почнав да навлегувам во овој спорт, постепено видов дека мојот организам може да поднесе едни такви потешки, потешки напори, апетитите растат. И реков, па ајде ќе работам на тој проект да се обидам да го искачам и Еверест, и тоа што си се деси оваа година, нели, во 19 мај. Сега ни зборуваш и ни спомна и за тим, посебно за Аљаска. Ме интересира општо за врвовиве, а и општо за спремањето на искачување на ваков подвиг и не само Еверест, него и сите други. Дали може сам или треба целосно да си поддржан од тим, и дали тоа значи семејство, дали тоа значи држава, дали тоа
што поточно значи поддршката ако ја имат. Верувам дека не можеш сам да. Значи ова е одлично прашање и само луѓе што се успешни знаат дека за секој еден успех стои тим. Така да ако некој каже дека нешто направил сам, за мене е блефер и лаже. Така да пак ќе го спомнам Новак Џоковиќ, тенисер број 1, но за него работат стотина луѓе во позадина, од нутриционисти, психотерапевти, физиотерапевти, йога мајстори и така натака, стратези, тренери. Човекот е еден, но за него работи тим, така и во нашиот спорт. Значи во планинарењето за мојот успех секако дека стои една тимска работа, заради тоа што моите први чекови јас сум ги направил со ментори. Тоа што сум планинарал како дете со моите родители, така натака, може да го кажам дека само ми дало една атракција кон природата и кон планината, но за повисоки постигнувања вие мора да сте соодветно едуцирани. Пред се, каква облека да носите, да процените временски услови, каква храна се јаде и така натака, кога се тргнува, кога се враќа, во кои услови, кога опрема се користи. Тоа сам човек не може да го научи. Понатаму, кога одиме на тие припреми, секако дека одиме тимски. Значи, јас сега не можам и не ни сакам да одам по македонскиве планини на некои така захтевни тури, само од проста причина што може да се повредите, може да излезе куче, може да касне змија, се може да се случи, така може да се повредите. И убаво е кога екипата компатибилна и си се поддржуваме еден со друг, за да може ние физички да се спремиме. Така да, тоа што се однесува до спремањето од областа на физичките припреми. Нормално дека треба да постојат и финансиски припреми. Проблемот е што во нашата држава, за жал, овие индивидуални спортови се многу малку препознаени, во главном се финансираат екипните спортови. А пак ќе кажам, Македонија е држава каде што имаме успех единствено во индивидуалните спортови, од теквондо, карате, борење, бокс и така натака, па еве и во планинаре, значи 6 македонци се качиле на Еверест, што не е мала работа, плюс има уште една девојка што си има качено на уште еден врв Чојуоја, што никој тоа не го објавил. Така да, зборот ми е дека мислам дека треба малку државата повеќе да размисли да инвестира во индивидуалните спортови. Заради тоа што помали се финансиите, се фокусирате на еден човек и неговиот тим нормално, и резултатот за да биде успешен е многу поголем отколку да инвестирате во екипа каде што може да се случат милион дисбаланси, ситуации и други некои влијанија што ние обичните граѓани не ги знаеме, така. Друга работа е што кога одите на едни вакви врвови, еве конкретно ќе кажам за Еверест, јас лично сметам дека најдобро е да се земе локална логистика. Зошто? Заради тоа што тие луѓе го познаваат теренот, таму живеат, таму функционираат, имаат искуство и можат правилно да ве водат кон искачувањето на врвот. Се друго што некој го прави индивидуално, може да успее, но шансите се многу мали. Треба да сте ептен врвен спортист или да ви се погодат сите коцки па тоа да успее. Значи шансите за ризик да не успеете кога сте без логистика се многу поголеми отколку шансите да успеете со логистика да си ги зголемите. И тука не треба да има никакво его, дека некој вас ви помогнал заради тоа што тој ви помогнал логистички, значи не ве качил на грб за да ви искачи на врот, заради тоа што тоа е невозможно. И ако видите сите објави на овие познати што се, да кажам, хималајски искачувачи, викаат дека ние може да ви помогнеме, но не можеме да ве качиме. И тоа луѓето треба да го знаат дека тука не значи како си платил пари дека некој ќе те качи на врот, едноставно си платил за да можеш да имаш кислород, да имаш шатор, да имаш храна и да имаш човек што ќе биде со тебе и ќе ти кажува кога може, кога не може да се качуваш. Да, буквално и тоа е и на сите, мислам дека за сите спортови е така.
не знам, трчање, пливање, триатлон, и истото е. Ти секогаш треба да имаш, секој спортист треба да има тим позади него. Тим. За сите сегменти да се покриени, ама на крајот на денот ти треба да отидеш и да ја завршиш работата. Сега точно е, тимот мора да е што поквалитетен, подобар, да разбира, толку повеќе ти се шансите за успех. Точно. Ама на крај, да, ти треба да поентираш, ти треба да го искачиш Еверест, да победиш на трка, да. Така е. Што промени кај тебе Еверест? Јас така го приметив, мислам дека пошто нели доаѓаш и вежбаш во АТГ. Јас знаеш, те знам Златко пред Еверест и сега кога се врати од Еверест видов промена кај тебе, па сакам малку околу тоа да разговараш, да ни кажеш каква промена качувањето и целиот процес, може и спремањето и Еверест, како те промени тебе? Па, Еверест е една голема животна лекција за мене. Не дека не сум бил совесен и одговорен во текот на мојот живот и пред Еверест, но едноставно сега кога почнав да размислувам малце по моето враќање од Еверест, сватив дека тоа што јас ностоп го говорам, а тоа морам и да го ширам како месија, е дека тоа што ние го имаме како најголемо богатство во животот, тоа е здравието и слободата. Луѓето во главном се фиксираат за некои небитни работи, дали врнело, која политичка партија е на власт, кој што кажал за нив и така натака, но луѓето не се фиксираат за нивната лична надградба и како би успеале во животот со свој личен труд. Тоа што го имав како лекција од Еверест е дека пред се треба си се почитуваме самите себе и да не дозволуваме негативните влијанија да влијат на нас. Заради тоа што углавном луѓето се бомбардирани со лоши информации и овие лоши информации не дефокусираат од нашата цел. Тоа е едната работа. Втората работа е дека треба да научиме да ја почитуваме природата, од проста причина што ние не можеме да се бориме со природата. Значи, ние може само да се прилагодиме и со тоа што ние ќе го направиме како синергија помеѓу нас и природата, ќе успееме да си постигнеме одредени задоволства, еве, например, како качување на еден ваков захтевен и убав врв. Друга работа е што мора да научиме да работиме и да функционираме тимски и, што е многу важно, искрено да се сакаме еден со друг. Значи, да не биде таа лажна, да кажам, љубов, туку едноставно тие емоции, таа помош што ќе си ја даеме еден меѓу друг да биде искрена, заради тоа што во животот како зрачиш, така и добиваш. Значи, ако зрачиш со негативна енергија, ќе привлечеш и такви луѓе околу тебе. Ако ти даваш позитивни енергии, правиш добри дела, такви работи ќе ти се вратат. И при тоа да се прави безусловно. Значи, да не бараме нешто за возврат дека ќе ни се врати. Точно тоа што го доживеав на Еверест е дека ние, функционирајќи како тим, многу си се најдовме на повеќе нивоа. Од исти стил, начин на живот, ист начин на размислување, иста музика горе-долу слушавме, така да ние си се сплотивме и заедно си се бодревме еден со друг за да успееме во целта, што и всушност беше крајниот ефект. Сите четворица заедно си скачивме на врвот од екипата која што беше припремана во тие 2 месеци да се качи на Еверест. Друго што е многу важно и што го научив е дека во животот нема не или не можам, од проста причина што човекот е така изграден да буквално може да направи се. Заради тоа што ние сме единствено биолошко суштество на планетава Земја кое што може да се прилагоди на сите услови. И тоа е тоа што нас не прави најдоминантни во однос на другите суштества на планетава Земја, заради тоа што на тие висини каде што одиме ние, таму има само снег, камења и луѓе. Во најголемите морски длабочини
има само луѓе, нема ни планктони, така? Заради тоа што луѓето направиле такви направи за да може да се симна таму. И значи луѓето да си се фокусираат на својата лична цел и да не подлегнуваат на туѓи мислења и секој пат да си работат на себе за да ја остварат целта. Значи таа не паѓа само од небо. Едноставно треба да работиме за да стигнеме до таа цел, степ бај степ, пак со тим и едноставно сите заедно да растеме кон остварување на таа цел. После од кога се врати од Еверест, како ти идеше прилагодувањето назад овде и дали имаше нешто што ти беше тешко? Па, бидејќи се вратив од 8848 метри на 250 метри надморска висина, прво се прилагодував на временските разлики и на температурната разлика. Значи од минус 30-40 дојдов директно на плюс 30 степени. Понатаму ми требаше еден добар ментален сетап од проста причина што таму буквално секој ден од 5300 метри, значи од базен кам до врвот и назад, бевме под животен ризик кој што не зависи од нас. Значи паѓаат многу лавини, може да се случат пролизгување, се отварат глечерски дупки или па може како резултат на изнемоштеност, хипоксија или хипотермија да дојде до смртен исход. За жал и во нашата експедиција се случија и многу несакани работи. Еден од експедицијата почина на спуштање од доток на мозок на двајцата други мои пријатели, им измрзнаа прстите на рацете, на другиот на нозете. И ми требаше на вистина време малку да се смирам психички, заради тоа што целата дружба што имавме и сите наши идни планови се растурија и ми беше едноставно многу жал за сите мои пријатели со кои што делев 2 месеци и шатор, и среќа, и идни планови. Така да, негде на вистина околу 3-4 недели, со тоа што одма почнав да одам на работа, си реков Златко, ќе си ги земам најтешките работи за решавање, едноставно да се фокусирам на тоа да избегам од тие мисли. И еве сведок си, после 2 недели јас дојдов да вежбам, така иако бев минус 8 килограми и почнав од бейзик програмата, иако бев во највисоката програма најаката во АТГ за вежбање, едноставно бев со изгорени мускули, со изгубена тежина и реков ќе вежбам заради тоа што еве пак планирам да се враќам на високи врвови за скоро време. Нема време за губење, за отчајување, едноставно животот продолжува и треба да си бидеме еден убав личен пример за себе и за другите, дека човек на вистина може да се враќа во нормала за некое релативно брзо време и тоа ми беше еден период од 3 недели кога на вистина морав да се прилагодам на реалностите. Да, јас мислам дека тоа баш активен, да останеш активен во целото и покрај тоа нели си треба одмор, ама мислам дека она активен одмор, да. Да, активен одмор е дури многу подобро и психички и физички. Точно. Сметам дека значи и работата, и спортот, и дружбата, значи тој социјален момент што го имаш со твоите блиски е многу важен за да побрзо се вратиш во тој колосек во кој што си живеел претходно, за да се припремиш па за следни предизвици, така? Што те донесе во АТГ? Ние двајцата си знаеме дека почна во АТГ за припрема за денари. Припрема, ама да, што те донесе во АТГ? Добро, значи јас покрај моите припреми по планини секако дека одев и во, да кажам, клубови за вежбање. Но зошто баш АТГ? По информација добиена од мои блиски пријатели, ми кажа дека имате санка
каде што мене буквално во тој период барав еден таков клуб, зашто планирав да одам на Денали. Зашто на Денали знаев дека јас ќе влечам санка и имав многу размислувања, па изборев со мои пријатели што веќе биле на Денали, дека влечеле гуми на кеј и така натака, што ми изгледаше како тешка импровизација и можеш и да се повредиш и да не ги направиш тие припреми како што треба. И кога слушнав дека имате санка, заради тоа примарно дојдов. Но понатаму со текот на вежбите и од ваша страна, значи со Бојан, со тебе и со другите тренери, Бошале, Анастас и Мила, научив дека многу важно за да се подобрат моите перформанси е да ја имам подобар еластицитет на организмот и да ги зајакнам точно тие зглобови кои што највеќе страда. Тоа е пред се скочниот зглоб, коленото и нормално рбетниот столб. И може би се сеќаваш, може би не, јас кога почнав вежбите ги правев одлично заради тоа што јас имам сила, но немам еластицитет. И тука се осетив многу разочаран заради тоа што реков Златко, па ти си неспособен да направиш ни едно истегнување. И навистина многу се мачев во тие први месеци, чисто да можам да ги направам некои минимални истегнувања за да го осетам бенефитот од таа вежба. И со тек на време, значи со упорно доаѓање, не испуштав ни еден тренинг, мојот организам почнав да го осеќам поеластичен, пофлексибилен, побрз, поексплозивен, заради тоа што вежбите во АТГ се наменски и функционални. Значи тука ние не вежбаме да станеме билдери, едноставно вежбаме да го сетираме нашиот организам да одговара на тие физички побарувања што се неопходни за било кој спорт. Така е, ти вежбаш триатлон, ја планинарам, друг не знам што вежба, маратонци има доста, нели? Да. И горе-долу со сите што ги споделувам мислењата вака кога разговараме меѓу нас, го гледат бенефитот. Па не знам, така ја можеби сум ми привлекол доста Да, и мои пријатели со кои што сум го споделил муавета да дојдат во АТГ и да ги пробаат тие вежби, да видат всушност како изгледа тоа. Не викам дека ако вежбат во АТГ дека ќе станат супер спортисти, но едноставно да ја сватат филозофијата на оваа програма што има АТГ. да. Тоа што таа помага од целосна отпорност, отпорност да направиш на телото, ти континуирано го, да речеме, го трошиш или го оптоваруваш кога качуваш нагоре. Овде нас не идејата што поотпорно да ти е телото, Точно. за да го издржи тоа. Така да, ете, тоа беше главниот мотив санката, но всушност кога ја видов таа цела програма, многу ми се допадна и реков готово, АТГ е моето место каде што ќе вежбам, заради тоа што навистина го осетив бенефитот за релативно брзо време. Значи тоа не беше за месец, два, три. Сепак нашиот организам што сме го мачели, сме го оптеретувале со години и одредени делови од телото сме ги пасивизирале. Ние не можеме да ги смениме преку ноќ, така? Значи пак треба време да му даеш на организмот време да може да се прилагоди на тоа што е неопходно за да биде пофункционален. Секако, значи, со ваша помош, нели? Да имаш правилен... Баш како што кажа и на почеток, како ти што си стигнал до Еверест, чекор по чекор, си почнал од помали врови, од различна спрема на почеток, значи баш од почеток до крај школски. Истото и во АТГ. Да. Истиот процес. Истиот процес. Значи, луѓето не треба да очекуваат чуда после еден месец. Да. Не треба да очекуваат чуда после 2 месеци. Магично апче. Магично апче не постои. Едноставно тоа е процес кој што треба да го издржиме и да се фокусираме на него. И еве се, топло е 30 и кусур степени. Ама тој што има високи цели, за него нема топло, ладно, врнело, веело. Така, си тера и си остварува целта. Како спортист со спортист. Така да. Што представува за тебе ATG?
Па што представува за мене ATG? Можам да кажам дека представува повеќе од спорт, заради тоа што во ATG покрај тоа што го тренираме нашето тело, ние на тој начин и се самодисциплинираме. Значи си имаме одредена програма, од таа програма не треба да се отстапува и ја мислам дека луѓе кои што се занимаваат со спорт и имаат одредена програма се луѓе кои што се поуспешни во многу други животни дисциплини. Понатаму ATG кажав дека како сам систем ми се допаѓа заради тоа што гледа да ги подобри перформансите на целокупното наше тело. Зошто? Заради тоа што вие ако имате еден добар физички сетап и ги постигнувате успесите, автоматски вие сте и задоволен. Значи, зрачите со среќа, си ги постигнувате успесите и едноставно, значи, една добра симбиоза е помеѓу физичкото и психичкото наше здравје. И на тој начин што ние ги користиме вежбите во АТГ, мене ми помогнале и многу и на терен, кога не ми требаат посебни справи или направи, јас да можам да ги правам тие вежби и на тој начин да си помогнам на самиот себе во даден момент. На пример во базен камп на Еверест ја можев да ги вежбам вежбите на АТГ. Така, со буквално никаква опрема, јас бев таму во можност да ги правам истегнувањата. Ти, значи, и таму си, додека беше во базен камп, си вежбаш? Па да, си имав подложка, која што користев за спиење, која што е слична сега на овие што ги имаме тука. И си ги правев истегнувањата на прстите, на скучните зглобови, на нозете и така натака. Дури си ги сликав тие вежби и си ги правев по програма, ќе си пуштам тајмер и си ги вежбав, да. Дури ги покажував и на другите. Од нив па научив и некои така јога вежби кои што вежба посебно од индиците. И едноставно, значи, АТГ не спои со тој, да кажам, АТГ систем, јога систем, заради тоа што филозофијата за сето тоа што го правевме беше иста. Да, слично. Слично, да. Добро, што е следно? Каде иде следно и кога? Следно, да. Значи, секако дека ми остана уште 2 врва од тој Seven Summit проект. Тоа е Винсон на Антарктик, што сакам да го освојам врвот, и Карстен пирамид во Индонезија, кој што е највисок врв во Австралија и Океанија. Но мислам дека тие 2 врва малку ќе почекаат, од проста причина што Винсон е многу голем финансиски издаток, кој што моментално не сум спремен да го реализирам заради X причини, сега после Еверест тешко е негде малку да се соземете финансиски. За Карстен пирамид па има една многу чудна ситуација, тоа е дека таму постојат племиња на канибалисти, кои што може да ве киднапираат и после, значи, да ве изедат. Така да, сега за сега Карстен пирамид е затворен, баш заради тие канибални племиња и не може да се оди на тој врв. Заради тоа, планирам повторно есенва да се вратам на Хималај и да се обидам да го искачам еден многу убав врв, го викаат уште Матерхорн на Хималаите, се вика Амадавлам, и како аклиматизацијски врв можеби уште еден се вика Island Peak. Тоа ќе биде октомври-ноември. Па здравје Боже за понатаму, за следната сезона, потом, можеби уште некоја 8.000 дарка, за која што пак ќе треба нели напорно да се работи од секој аспект, и се надам дека ќе направиме убава приказна како оваа и на есен и следната година. Ама поразлична ти е перцепцијата сега после Еверест? Па ти отвори видици као можам Еверест? Секако да. Значи,
и со луѓето што веќе искачиле 8.000-ници, што ја се дружам со тие мои пријатели. Имаме многу успешни хималајци, кои што ми кажаа: Златко, после првиот чекор, вториот е полесен. Не дека полесно ќе си скачам или било што, него едноставно тоа што го очекуваш, предпоставуваш дека веќе си го поминал и поспремен си на предизвиците. Искуството, да, е побитно отколку да отидеш неспремен, па да таму да се соочиш со сите тие непријатности што може да се случат. Така да, мислам дека Еверест ми беше една голема школа и одскочна даска за понатамошни хималајски остварувања. И мислам дека со тек на годините и со тек на времето ќе си остварам уште неколку успеси на тоа поле. Нормално, значи ќе си работам на тој план, ќе си го посетувам АТГ редовно како што го посетувам. И тоа што ми е многу важно е што овој спорт со кој што се занимавам нема возрастен лимит. Да. Така да мислам дека да, моите години моментално ја ги постигнувам моите најголеми спортски успеси и не гледам причина зашто би застанал, заради тоа што како живеете, така и ќе функционирате, нели? Така. И друга работа што овој спорт, планинарење и АТГ се, пак ќе повторам, функционални спортови, а тоа се огледува од тоа што кога одиме на спортски преглед, на спортска медицина, вие у суштина гледате дека вашиот организам има еден одличен баланс на локомоторен систем, понатаму на респираторен систем, понатаму на кардиоваскуларен систем. Така да, ако нешто вас ве прави среќен, функционален и успешен, вие имате додатен мотив да продолжите тоа да го правите и no limit, нема зашто да се застане, да. Континуирано ти е убаво. Така е, предизвиците се секогаш пред нас и зашто да не ги остваруваме и да бликаме со повеќе хормони на среќа. Значи се чувствуваш исто младо кога си бил млад. Па да чукнам во дрво. Со искуство. Да. Значи не чувствувам некаква промена кога сум бил 18 години и сега едноставно што сега сум позрел, поискусен за некои работи. Не користам никакви лекови против некакви болести, освен тоа што имам алергија и земам терапија симптоматска за ова време на полен. Од друга страна, значи не ги осеќам, да, лек ми е спортот, планината, природата, луѓето околу мене. И сакам да продолжам така, па. Тоа е тоа. Кога ќе пораснам, сакам да бидам како тебе. Сега ти ни кажа веќе дека имаш тим, дека имаш некоја заедница луѓе со кои што тренираш. Знаеме дека си дел од Х2 планинарскиот клуб и како Х2 ти помага и луѓето таму и како се вклопува целаа приказна и дали можеби тука ти се почетоците или првично си почна сам па Така. продолжи во клубот. Значи член сум на Х2 веќе неколку години. Претходно бев член на Мак Петрол планинарско друштво, но откако Мак Петрол ни откажа љубов, тој клуб се ребрендираше во Х2, што во превод значи Healthy Hike Outdoor, значи не е вода, туку правата скратеница Healthy Hike Outdoor. Секако дека овие тури што ги организираме во главном се клубски или со пријатели од клубот, а често правам и тури со луѓе кои што со други клубови, мои пријатели, но со кои што имаме исти цели и да кажам сличен перформанс на организмот за да може да ги издржиме тие тури што планираме да ги направиме. Поддршката од клубот е круцијална
Пред се ќе кажам заради тој менторски систем на работа што го имаме во клубот, понатаму пријателството, дружењето, споделувањето на искуствата, секој што ги има од различен аспект, понатаму од достапност на одредена опрема што ние не ја користиме во секојдневното планинарење, но конкретно за некоја планина нас ни треба и доколку клубот ја има, а во главном имаме доста работи во клубот, тогаш се тие работи достапни и секако, значи, ние како клуб, како организација имаме и доста попусти во одредени спортски продавници. Сега наместо да одиме, не знам, во други држави да набавиме соодветна спортска опрема, може по понормални цени да ја купиме и во Скопје. Така да, поддршката од клубот е секако круцијална и јас препорачувам на секој еден што планира се занимава со било каков спорт, сега не зборам само за планинарење, туку за било каков спорт, да се зачлени во соодветен клуб и да почне да работи со прави ментори. Да. Заради тоа што најлошо е вие ако правите нешто сами на своја рака, при тоа немате искуство, голема е шансата да се повредите, да не успеете во тоа што го правите, да се разочарате. А всушност вие само сте имале погрешен пристап и заради тоа вие набрзо се откажувате од тоа што сте си го замислиле дека сакате да го направите. Така да мене клубот многу ми помогнал, ми помага се уште и најубаво ми е кога имаме на пример испраќање на некоја експедиција, значи ако одам јас или ако оди некој друг од клубот на некаков така позахтевен врв и нормално успешно дочекување со забава и така натака, кога па и ние го споделуваме нашето позитивно, па некогаш и негативно искуство на планинарите, точно заради тоа што и од тоа што не сте успеале, вие учите. И не треба да постои разочарување, значи јас сум бил на врвови кои што не сум успел да ги искачам, па дури и во Македонија, па сум се наврекал по 3-4 пати за да се искачам на тие врвови, заради тоа што во тој момент не постоеле соодветни временски услови или во тој момент некој од екипата му се слошило или не бил добро физички спремен, па вие не може да го оставите тој ваш колега или планинар да биде на цедило, па се враќате, нели? Значи, едноставно тимската, клубската работа по мене е многу важна за еден успех во овој спорт, а мислам дека и во сите други спортови. Да, јас и од тоа триатлонот може да го кажам, да го согледам. Јас дури во пливањето секогаш било важно да имам тренер, да имам добар ментор до мене кој што ќе ме води низ процесот, затоа што јас сам не секогаш правилно ќе судам, не секогаш правилно ќе ми биде тренингот изработен, периодизацијата и многу е подобро кога има некој да од страна те гледа и те советува. Да, и те советува, ти кажува вака треба да одиме, ова беше добро, ова треба да се подобри. Има луѓе кои што поминале веќе низ процесот и сега ти кажуваат за да не направиш некоја грешка, да нели учиш на туги грешки, да не ја направиш ти повторно и тоа целото подобро да се извлече, да станеш подобар побрзо. А и во АТГ баш тоа, ја имаме програмата, имаме салата, ама без тренерите Џабе ќе биде тоа целото. Тренерите и тренерството, на менторството што го дава, тоа е сршта, да. Тоа е сршта, да. Тоа е сршта на успехот, точно. Справите тоа е железо, ќе стои така, програмата е напишана, ама ако нема некој да ја пренесе. Точно. Да ти ја пренесе и да те коригира кога ги изведуваш вежбите. Да. Па треба да се прифати секогаш позитивната сугестија и не треба да имаш некој високо его за себе, заради тоа што веќе ако некој професионалец во одредена област сака да ти помогне, ти пуштил рака, дај му и ти раката, послушај го и биди ти успешен. Да, мислам дека тоа во спортот е
супер, затоа што атлетите, спортистите, па и секојдневни рекреативци малце различно размислуваат, да речам, и поделбата, односно делењето на совети е онака баш за да ти помогне, не е Точно нешто така. да ти каже погрешно, него од негово искуство човеков ти кажа, еј, јас имам пробано, ова не функционира, ама ова подобро функционира. И мислам дека тоа дури сега со текот на времето се по-добро се прифаќа и споделување на искуства функционира и се подобар станува и спортот и од рекреативна и од професионална гледна точка. И сега се надевам дека тоа ќе го буткаме сите заедно, ти, јас. Така е, сите заедно ќе си се поддржуваме и ќе си градиме едно успешно наше друштво кое што ќе генерира победи во разни спортови, а тоа ќе се одрази и на нивниот приватен живот, така. Да, дефинитивно, од сите аспекти, тоа влече од сите аспекти. Јас имам заприметено дека во спортов кога имам успеси, тоа ми се отсликува во целиот аспект на животот. Да. Значи секаде, во се околу. Така да, доживе мотивација, си успеал нешто, сега идеш на следно, па на друго, па Така е. се врзува. Ама еве ја, на пример, не сум видел нервозен човек да вежба. Значи доаѓаат сите ќе извежбаат, си одат дома среќни, Да. пример. Или сега одиш на планина, или било каде, а пак не гледам некои нервозни луѓе да ти прават токсичност во целата таа ситуација. Едноставно го прават тоа заради тоа што тоа ги исполнува, ги прави среќни, им даа повеќе позитивна енергија за да ги решат тие сите негативни бомбардирања што секој ден им се случуваат по икс основи. Ајде да заокружиме сега од целиот разговор. Некоја порака која што сакаш да ја кажеш на млади, на повозрастни, на луѓе кои што спортуваат, на некој што можеби се уште не спортува, а сака, некоја порака од твоја страна со целото твое искуство во планинарството, во животот, во општо во спортот, во целото тоа што е златко, да срочиме. Ајде да, една порака од мене, која што мислам дека секој ја знае, не треба да се правам најпаметен сега дека имам некоја уникатна формула, но убаво е кога некои работи ќе се повторуваат од многу луѓе, па луѓето ќе речат тебе, ај, бар овој ќе го послушам да видам како ќе биде. Значи, прво и основно тоа што го кажав во текот на овој разговор, али сега као сублимација ќе го кажам за крај, е луѓето никој пат да не се откажуваат од нивната примарна желба. Па, например, ако некој сака да стане врвен спортист, да не се откаже од тоа што тој го сакал во животот, заради тоа што со упорна работа и вежбање и фокусирање на тој дел, тој навистина ќе стане врвен спортист, без разлика каде живее. Понатаму, луѓето да се занимаваат со спорт уште во најрана возраст. Зошто? Заради тоа што спортот едноставно нас не прави поздрави, посреќни, подисциплинирани и притоа ако некој започне се занимава со спорт во поодминати години, никаков проблем. Значи, едноставно нека го направи тоа и ќе секако дека има соодветни спортови и вежби кои што одговараат на одредена возраст. Од типот на јога, фитнес, планинарење и така натака, значи не мора да игра фудбал во премиер лига или баскет во НБА, едноставно може да се занимава со некаков спорт кој што, пак ќе кажам, најубаво е тоа да биде пак со други луѓе, значи да не биде како единка, за да едноставно го разбуди својот организам од таа пасивност и му помогне да биде пофункционален. Не само како спортист, туку пофункционален како човек. Така да, еве порака до младите, почнете да се занимавате со спорт што порано,
работете на своите желби и цели што порано, не се откажувате, не дозволувајте лошите луѓе и лошите влијања да делуваат на вашите цели и слушајте попаметни, поискусни луѓе од вас, заради тоа што од нив ќе научите, а од лошите луѓе може само да изгубите. Веруваш во талент? Да, значи секој човек има одреден талент за нешто. Сега, Колку е пресуден? талентот е многу важен, но е пресуден доколку вие работите тој талент да дојде до израз. Јас знам многу талентирани луѓе што престанале да се занимаваат со спорт и тој талент отишол за жал во заборав и не виделе никаков бенефит. Значи сум имал како деца можно да се сретнам со одлични тркачи, со одлични кошаркари, кои што понатаму во животот не продолжиле да се занимаваат со тоа ради икс работи. Сега не знам зашто, но се откажале. Исто така, вие од врвни спортисти, вие гледате дека кога некој навистина ќе постигне одреден резултат, но понатаму ќе западне во лоши води, коцка, лоши инвестиции, дрога, алкохол и така натака, и после тие луѓе не се успешни во спортот. Значи, тој човек што си има одреден талент кон нешто, треба континуирано да го гради, да го изградува и да го одржува. Заради тоа што без континуитет за ништо во животот нема успех. Верувам во талент, но талент со одржување и надграда. Талент со работа. Со работа. Па во каква заедница живеете, така ќе функционирате. Да. Значи, ако ние како спортисти и да кажам позитивни, успешни луѓе привлечеме што поголем број на луѓе, нормално дека тие ќе сакаат да бидат дел од таква заедница, нели? Да. Нормално ќе имат поголем дел на луѓе што ќе не мразат, ќе не хейтат и така натака, но ќе има и одреден број на луѓе кои што ќе не копираат и ќе сакаат да го продолжат тој стил и начин на живот. Ќе се шири позитивата. Ќе се шири позитивата, точно. Во, да речеме, во некоја негативна околина, ние ќе даваме максимум за позитива и таа ќе се шири и се помалку ќе биде присутна таа негатива и од нас зависи пак. Точно, се зависи од поединецот, но исто така и од друштвото со кое што се дружи. Јас, например, сум дал многу, како да кажам, позитивен импакт на мои пријатели, кои што престанале да пушат, почнале да се занимаваат со спорт, па почнале да планинарат. Сега некои од нив продолжиле, некои се враќаат на старите навики, но како и да е, еден момент излегле од тој момент дека тој лош стил и начин на живот не треба да го живеат. Како и да е, Си знаат дека не е тоа правилно. не е тоа правилно. Како и да е, човек, мислам дека се освестува оној момент кога ќе го доживее нешто лошо. Да. Ќе го фати некоја болест, не дај Боже да е неизлечива болест или одредена ситуација, кога ќе се осети нефункционален и тогаш почнува да размислува се промени. За жал, некој пат тие работи се многу касни и заради тоа ние треба превентивно да мислиме на тие работи и да инвестираме во нашето тело и ум, да бидеме поуспешни и да го споделуваме тоа со луѓето. Тоа е најдобрата и најпрвата инвестиција која што треба да ја направиме. Така е. Па каде си Тунижанец? Еве, снимавме едно мало клипче за АТГ клубов и така. Благодарам многу. Добар си ми? Мате, фала ти многу. Ништо, фала и на тебе. Многу убав разговор. Благодарам, фала на АТГ Македонија и на сите вас и на убавите работи што ни ги правите на нашето тело. Значи, со ваша помош, со наш напор, ние успеваме да станеме подобри, пофункционални. Дечки, Браво. се гледаме. То. Браво. Одлично.